Почитуван председател на Македонската алијанса за европска интеграција и пратеник во Албанското собрание, господин Васил Стериовски, почитуван градоначалник на општина Пустец, Мала Преспа, почитувани пратеници кои што сте исто така денеска присутни овде, почитувани учители, секако посебен поздрав до керката на Никола Беровски, кој што е денеска со нас, до сите наши драги учители, се уште активни, но и до пензионерите, со голема почит. Секако за мене представува голема среќа и задоволство, што еве денеска сум токму со вас овде во Тирана, во пријателска Албанија. Голема е честа, навистина, да се биде денеска на овој значаен настан, конференцијата 75 години образование на мајчин македонски јазик во Албанија. Тоа е голем јубилеј, тоа е јубилеј достоен за европските вредности, за почитување на различностите и за единството за сите разлики на Европа. Тоа го прави нашиот континент навистина уште поубав и пример за почитување на правата на секоја етничка заедница во европско семејство. Тоа е, почитувани мои сограѓани, голема вредност. Сакам прво да искористам приликата да ги пренесам поздравите од премиерот Еди Рама, кој што беше предвиден да биде тука, но гостите останаа, состаноците се одложија и се уште е со гостите, но го честита и тој 75 годишнината од образованието на македонски мајчин јазик во неговата Република Албанија, на кој што има честа да биде премиер. Непосредно после Втората светска војна и со формирањето на македонската држава, тогаш во Југословенската федерација започнала и грижата за македонците кои живееле во соседните земји, за да се воспитуваат и образоваат на својот мајчин македонски јазик. Тоа било изразено и во Албанија, каде што постоеле училиштата, книжарници, библиотеки, фолклорни групи и други институции со сите македонски национални карактеристики и белези. Од тој период потекнува и една декларација меѓу тогашните власти на тогашна Југославија и Албанија, со која на македонците во Албанија им се гарантира заштита и развој на националната култура и традиција и потребата да го негуваат и изучуваат својот мајчин македонски јазик. Албанија побарала од тогашната југословенска влада да испрати учители за настава по македонски јазик во подрачјата во кои живеело македонско население. Со тоа Албанија станала земја која го признава статусот на македонското етничко малцинство. Во Мала Преспа се организирала настава на мајчин македонски јазик во основното образование до 5 оделенија, а од страна на државата биле отпечатени и учебниците. Од тој период ќе остане запаметен и Никола Беровски, познат како учителот од Пустец, кој и претходно долги години работел како учител во селата на Мала Преспа, во Корча и во Тирана. Има големи заслуги и како автор на бројни учебници на македонски јазик за македонците во Албанија, што бил објавен од страна на државата. Процесот се унапредувал и наскоро започнале да се создаваат и образуваат и наставници по македонски јазик од локалното население, кои полека почнале да ги заменуваат наставниците испратени од тогашната социјалистичка Република Македонија. Се до ден денес, во континуитет, останува изучувањето на македонскиот јазик како предмет во училишната настава во училиштата на Мала Преспа, а и на секаде по Албанија. Се разбира, секогаш може и повеќе, и затоа ги развиваме односите меѓу двете земји на највисоко пријателско ниво, за да разговараме слободно за можностите. Зачувувањето на јазикот е од огромно значење заради тоа што тоа ги обединува луѓето и културно ги поврзува генерациите, за да можат една на друга да ги пренесуваат цивилизацијските вредности на човештвото. Сакам да ве информирам дека наскоро Советот за македонски јазик на владата на Република Северна Македонија ќе го пушти во процедура новиот закон за употребата на македонскиот јазик. Од позначајните новини што ги предвидува новиот закон е на тамошната афирмација на македонскиот јазик во странство, преку обновување на старите и отварање на нови лекторати по македонски јазик на странските универзитети.
Ова особено се однесува на соседните држави на нашата земја, меѓу кои секако е со примат и Република Албанија. Исто така, во новиот закон предлагаме македонскиот јазик да се изучува и во рамките на културните центри при амбасадите на Северна Македонија во странство, како одговор на желбите и предлозите на нашите граѓани од диаспората. Токму затоа, со премиерот Рама, работиме на тоа договорот меѓу нашите две земји за отварање на културно-информативните центри да биде исполнет во целост и скоро овие денови и да се заврши. Тоа ќе овозможи наскоро во Скопје и во Тирана да имаме целосно функционални културно-информативни центри кои ќе бидат значаен придонес за дополнително надградување на взаемните пријателски односи и места за факултативно неформално изучување на јазиците на двете земји. Истовремено, тоа ќе биде место каде што ќе може да се најдат книги и други публикации на македонски јазик, што ќе помогнат во напредувањето на изучувањето на јазикот на македонците во Албанија. Најважно за младите генерации е уште од најмала возраст да создаваме места каде што ќе се запознаваат со историјата и значењето на македонскиот јазик, за да поттикнеме развивање на свеста за неговото зачувување, бидејќи нема нешто поубаво од тоа да се пишува, зборува и твори на мајчин јазик. Овие регионални соработки, кои што овие денови ги правиме скоро секој месец на средби во Србија, во Македонија, во Албанија и продолжуваме понатаму во регионот, имаат за цел на секој можен начин да ги унапредат и зголемат и досегашните добри соработки помеѓу нашите земји. Јас верувам дека ова што се случува за унапредување на регионалната соработка не само ќе значи дополнителна афирмација, потврдување и на македонштината, но и на македонскиот јазик овде во Албанија, секако и наша потврда на албанците и албанскиот јазик во Република Северна Македонија, но ќе значи дека навистина стануваме се повеќе и повеќе европејци кои што практикуваат европски вредности, каде што помеѓу себе се препознаваат, признаваат, пријателствуваат и си помагаат. Навистина, Европа е збир на сите тие различности. Ако сакаме да бидеме дел од таа Европа, навистина и ние треба тоа што го имаме, да не бидеме задоволни од него, туку да го унапредуваме, да го усовршуваме и низ пријателството секако да го подобриме и квалитетот на животот на граѓаните и во Република Албанија, но и во Република Северна Македонија, верувам, во целиот овој регион кој што е со аспирации за полноправно членство во Европската Унија. Така да, ако имавме со пратеникот и делегацијата од Пустец состаноци како да го отвориме 24 часовно преминот, сега конечната цел е да ги нема премините, да ги укинеме конечно. Ако создаваме one-stop shop на Ќафасан во моментот и тој ќе биде во скоро време и отворен, верувам некаде по проекциите крајот на февруари или почетокот на март, конечната цел ќе биде многу брзо време да има non-stop shop. Значи да нема воопшто запирање. Тоа значи слободно да се движиме, како што тоа се случува и во Европа. Навистина, јас сум среќен човек што имав честа, да се падне за време на мојот мандат, дадена чест и одговорност од граѓаните да ја водам владата на нашата земја, да бидам токму тука во Тирана при одбележувањето на 75 годишнината од образование на мајчин македонски јазик. И како што рече Блаже Коневски, да си го чуваме јазик, тоа е потврда за сите нас, дека сме македонци, дека мајчинството ни е токму тоа, каде и да се наоѓаме во светот, секако овде во пријателска Албанија ние сме соседи и многу блиски, но каде и да се наоѓаме во светот, да ни остане аманет, да го пренесуваме и македонскиот јазик и припадноста наша македонска на нашите деца и на нашите внуци, заради тоа што така ќе бидеме само добри родители. Нека е честита 75 годишнината од образование на мајчин македонски јазик. Благодарам.